Во живо сме повторно од италијанската престолнина, токму денеска во Ватикан. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск, ја прогласи мајка Тереза за светица. На чинот на канонизацијата присуствуваше висока македонска делегација, а во неа беше и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој е гостин во вестите на телевизија Нова. Господине Груевски, во живо сме од Рим. Вие денеска бевте на чинот на големиот светски настан на канонизацијата, но токму денеска покренавте иницијатива за доделување орден за заштита на делото и на ликот на мајка Тереза. Што ве мотивираше на овој потрк? Благодарам на прашањето. Денеска навистина е исклучителен настан. Ден кој што е историски, неповторлив. И ми беше огромно задоволство што бев тука во Ватикан на овој значаен чин. Иницијативата што ја покренав денеска е резултат на неколку месечни размислувања и разговори со еден почесен конзул, почесниот конзул на Македонија во Антверпен. Јас сум голем почитувач на делото на мајка Тереза. И тој исто така. Имавме во Скопје два подолги разговори на оваа тема, вклучително и на темата за ордените. И на крајот поразговарав и со уште неколку други луѓе да ја тестирам идејата со мои соработници, пријатели и така. И се одлучив токму денеска на денот кога таа се прогласи за светица да ја објавам како иницијатива и да дадам одредени објаснувања како тоа го замислувам. Се разбира, тоа не мора да биде ниту конечно, ниту дефинитивно. Низ една јавна дебата и комуникација со повеќе луѓе што се навлезени во таа област може и да се подобри, да се надгради, да се прошири на некој начин, да се направи поквалитетно. Меѓутоа, мислам дека беше добро токму на денешниот ден да ја отворам таа иницијатива. Знаете, мајка Тереза е светски позната личност, планетарна личност. Таа е од Скопје, но припаѓа на целиот свет. Јас како премиер сум патувал во многу држави и сум се уверил дека секаде знаат за неа и за незиното дело, за незините активности, за незиниот живот и за незината жртва, лична жртва. Например, се сеќавам кога бев во Хонг Конг, гувернерот на Хонг Конг кој што ме прими на разговор, тој е првиот човек таму, носеше во себе календар или нешто слично со мајка Тереза. Или да речеме, кога бе во Катар, министерот за енергетика на Катар ми зборуваше за мајка Тереза муслиман. Да не зборувам во Америка со сенатори, со конгресмени, со многу други со кои што си имал подолги разговори. Многу од нив имаат слика од мајка Тереза во своите кабинети. Во Јужна Америка, низ Европа многу. Во Индија е веќе издигната на многу високо ниво незината личност. Таму нема кој не знае за неа и нема кој не ја почитува од сите сталежи, од сите социјални, образовни, да речеме, степени на луѓе, значи и најсиромашните, и најмалку образованите, и најбогатите, и најмногу образованите ја знаат и многу ја почитуваат. Така што се работи за светска личност и веројатно најпозната личност која што е родена и израсната на територијата на денешна Република Македонија. Нема попозната личност во светот со кој што некој кој ќе слушне за нашето име може да се идентификува. Се разбира, Александар Македонски е една од личностите, но родена на територијата на денешна Македонија е само мајка Тереза. Така што мислам дека идејата за воспоставување на врачување орден е добра затоа што ќе биде добра за секого, ќе биде добра за афирмација, дополнителна афирмација на животот, делото, личната жртва, филозофијата на живење на мајка Тереза, на незините активности. Ќе биде афирмација и за Република Македонија. Ќе биде момент кога Македонија ќе се спомне и ќе се поврзи со некоја значајна и успешна личност во светот која што има големи заслуги. Мојата иницијатива е тоа да биде за жена, за високи достигнувања во различни области на жена. Знаете, ордените обично во светот ги собираат мажите. И добро е да има еден орден, има и логика зашто овој орден да е за жени. Така што мислам дека ќе биде и голема чест за секој кој што ќе ја прими оваа награда
и кој што е заслужил, се разбира. Мислам дека е добро да биде мешан борд, кај што ќе има и државјани на Република Македонија, се разбира не било кој, луѓе кои што имаат одредени компетенции, луѓе кои што имаат висок авторитет. Мислам дека министерот за надворешни во сите понатамошни времиња треба да е член на таа комисија, можеби други некои, не сум разработил толку длабоко, и секако треба да има неколку или повеќе членови кои што се странци, но се високо авторитетни во светски рамки. Имаат висок личен авторитет и високи достигнувања, за да има поголем кредибилитет тој борд, кој што ќе одлучува кому и зошто ќе го врачува тој орден за заслуги. Моделот како тоа би се правило треба да се превземе од некоја земја со долга традиција во овие работи, како Франција, Белгија, Англија, веројатно и други земји кои што имаат долга традиција како држави што негуваат ваков вид на ордени, на символики и признани и така натаму, каде што е проверен, добро направен, не треба да измислуваме топла вода, измислена е топлата вода, така што треба да има ред. Не треба да биде кому што ќе му текне, треба да има ред, треба да има принципи, треба да има точно воспоставен ред и критериуми кому и зошто ќе се доделува таа награда и во каква прилика, со каква пригода. Така што можеби во првите години нема толку да биде позната, но како ќе минува времето и годините, таа ќе станува се позначено, особено ако го задржиме квалитетот, нивото, критериумите, ако не се остапи од строгите правила, тогаш со едно такво действување и со ликот и името и делото на мајка Тереза за гарантиране успех на една ваква иницијатива, според мене. Така, велите, овој орден би бил сепак по меѓународни критериуми, би го комисија составена од неколку членови би се дефинирало секако кој би биле дел од неа, би го имале одлучувачкото право. Сепак ваков орден ќе значи афирмација не само за ликот и делото на мајка Тереза, туку ќе афирмира и Македонија како држава која што сепак е горда на делот на веќе светицата мајка Тереза, која што е родена во Скопје. Да, секако, знаете, надвор од Европа, понекогаш и во Европа, нашата држава ја препознаваат по две имиња. Знаат за Александар Македонски и знаат за мајка Тереза. И ретко кој знае за некој трет. Понекогаш за некои други, не е дека нема, но поретко. Ова се два лика кои што најмногу ги познаваат. Мајка Тереза и од едно современо време и е родена во Скопје, тоа е многу значено. Не само родена, туку израсната во Скопје, во центарот на Скопје израсната. Јас пред малку на свечениот чин седев заедно со еден нејзин роднина, еден нејзин внук, доста го распрашував за доста детали. Таа е од самото раѓање во едно семејство кое што е многу религиозно, секој ден одат во црква, секој ден се имаат молитви и така натаму, така што и таткото и мајката се такви личности што многу помагаат на другите, на сиромашни, на болни, на секакви, и се познати како многу добри луѓе во градот, како луѓе што сите ги сакаат, затоа што помагаат кому ќе стигнат без пресметки, без калкулации, без размислување дали тоа ќе им се врати на овој или на оној начин или каква корист ќе имаат од тоа. Тоа е вистинско помагање од срце и искрено и практично логична последица било од едно такво семејство, од една таква мајка и татко да излезе таква ќерка како што е мајка Тереза со нејзиниот живот и дела. Да, со нејзиниот живот и дело, мајка Тереза остави посебен печат и во светот. Денеска знаеме дека светското внимание е насочено токму кон овој голем настан на кој бевме присутни во Ватикан. Во вашето политичко дејствување преземавте повеќе проекти, спомен обележја имаме на мајка Тереза, но секако бевте и во Калкута, за лично да може да го видите и одблиско се познаете со животот на оваа светица, иако можеби имаше поделени ставови во јавноста за ликот и делото, сепак Македонија ја препозна светицата и презема и реализира неколку проекти. Да, точно, јас веќе 10 години од како дојдовме на власт во 2006 и станав претседател на владата, инициирав многу проекти поврзани со афирмација на ликот, делото, животот, жртвата на мајка Тереза. Тоа го правев прво од причина затоа што мислам дека тоа го заслужила. Таа се откажала од работи од кои што ретко кој во светот би се откажал. Се откажала од формирање семејство, сопруг, деца, сопствени деца,
комодитет, кариера или било што е нормално за секој еден човек на земјената топка, само со цел и со мисија да им помогне на најсиромашните луѓе во светот, на најсиромашните меѓу најсиромашните и на најтешко болните од кои што сите бегаат. Луѓе болни од лепра, од разни тешки, неизлечиви заразни болести и слично. Луѓе кои што се со разни болести, значи кои што некои од нив долгорочни, неизлечиви, некои од нив што завршуваат со брза смрт и може да заразат многу други. Значи да прави една невидена жртва која што е за почит. Тоа е нешто навистина за почит. Многу луѓе го говорат тоа, дека така треба, дека тоа е добро, но не многу, можеби единствено мајка Тереза го живее својот живот така. И тоа е тоа што ја одвојува од сите други. Точно е тоа. На моја иницијатива се покренаа многу работи во Република Македонија поврзани со нејзиното име и дело. Нема да ги кажам хронолошки, но ќе спомнам дека се изгради спомен куќа на мајка Тереза во центарот на Скопје, која што е магнет за туристи. Се гради во моментот една споменична композиција, каде што е и споменикот на мајка Тереза, но и споменици на сестрите во смисла како тие лекуваат или помагаат на болни, помагаат на сиромашни и слично, и тоа ќе биде една прекрасна композиција и едно од помаркантните места во Скопје каде што ќе доаѓаат и многу наши граѓани и многу туристи од целиот свет. Таа споменична композиција, колку што знам, треба некаде во текот на следната година да биде готова, можеби на средината или втората половина. Автопатот од Скопје до Охрид, односно Струга и албанска граница, се именуваше по нејзиното име. Обиколницата околу Скопје, која што е поврзана со тој автопат, исто така го носи името на мајка Тереза. Булевар, поранешниот Водњанска, сега е мајка Тереза. Комплексот клиники се нарече мајка Тереза. Редица други работи, универзитет, мајка Тереза и редица други работи. Наистина списокот е преку 10-12 значајни институции или улици или булевари, автопати и така натаму кои што го добија нејзиното име, и мислам ние треба се гордееме со тоа име. Затоа што таа е наш сограѓанин, затоа што израснава на нашите простори и треба да ја шириме нејзината мисла, нејзините пораки, и тоа се направи преку еден проект со кој што се ставија табли, метални табли на многу згради во Скопје со нејзините мисли на македонски и на англиски јазик, за луѓето да се потсетуваат на тие мисли. Таа шири идеи за повеќе љубов, сплотеност, мир меѓу луѓето, добрина, помагање без калкулации, без некоја предумисла. И тоа се идеи кои што човештвото го прават подобро. Таа не е случајно и добитник на Нобеловата награда за мир во 1979 година. И добро е што стојат тие табли. Можеби некој човек ќе ги погледне за секунда, но таа секунда може да остане во неговата глава и да влијае некогаш на некоја негова одлука. Можеби тоа ќе биде секвенца кога некој некаде поминува и на момент ја прочитува мисла некоја од 5 или 10 или 7 или не знам колку зборови, и можеби во моментот и ќе ја заборави, но во неговата посвест, секојдневно поминувајќи на тоа место, не може а да не остави траг една таква мисла од една таква личност. Таа има оставено многу пишани работи за себе, многу пораки за човештвото, кои што се универзални и кои што се безвременски. Ќе го сплоти ли човештвото мајка Тереза? Еве споменавме на дел од незините пораки, токму и папата Франциск денес рече дека мудроста на мајка Тереза треба да го практикува целиот свет и тоа треба да значи дека треба да се следи незиното дело или. За луѓе кои што го познаваат незиниот живот, незините дела, незините активности, жртва и така натаму, не е изненадување прогласувањето за светица, значи се очекуваше дека тоа ќе се случи. Не се знаеше кога, нели се чекаше тоа второ чудо што е во католицизмот за да дојде до тоа, но беше вака прилично можеше да се претпостави дека е веројатно да дојде до таква ситуација. Таа веќе имаше едно чудо, сега
се призна второто, така што многу луѓе во светот со кои што сум разговарал го очекуваа тоа дека ќе се случи. И ако до сега таа со својата енергија, исклучително енергична личност што влева многу надеж кај луѓето кои што изгубиле целокупната надеж, дали заради болест, дали заради агонија од глад и сиромаштија. Ако досега нејзината мисла се ширеше и влијаеше некаде, сега откако е прогласена и за светица мислам уште повеќе, затоа што се издигнува тоа име и тие дела. Ги признава Ватикан, папата денеска го направи тоа и за сите верници тоа ќе порака повеќе да повеќе се осврнат кон пораките, мислите, делата, животот, филозофијата, начинот на живење и на разбирање на светот и на луѓето на мајка Тереза. Светот не е идеален, не може еден човек да го промени и да го направи идеален светот. Секогаш ќе има проблеми, секогаш ќе има војни, секогаш ќе има неубави работи, но постојат личности во светот кои што барем малку го менуваа светот. Мајка Тереза е една од тие. Ви благодарам за вашите ставови и за тоа што бевте дел од вестите на телевизија Нова одовде од Рим, од италијанската престолнина. Ми беше задоволство, ви благодарам и поздрав до сите ваши гледачи. Така е, студио можевте да го слушнете разговорот со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој зборуваше за животот и делото на мајка Тереза, на хуманистката, на добитничката на Нобеловата награда, а подсети и на проектите кои Македонија ги има преземено и реализирано токму во чест на нејзиното дело. Последната иницијатива од господинот Груевски е токму доделување меѓународен орден за мајка Тереза за заштита на нејзиниот лик и дело. Телевизија Нова во живо од Рим. Очекувајте ни во наредните информативни изданија. Се јавуваме со други соговорници.